Ваше Преосвещенство, епископ Антаниски, игумен на свештената Бигорска обител, господин Партени, почитувани представници на општина Кичево, почитуван директор на Центарот за култура на град Кичево, господин Мазлам Османи, Ваше високо преподобие архимандрит господин Доситеј, преподобни и честни отци и сестри монахињи, возљубени кичевчани, пријатели и гости. Најнапред би сакале да изразиме својата особена благодарност до градоначалникот на град Кичево, господин Фатмир Дехари, и кон сите негови соработници, што како вистински великодушни домакини со висока свест за соживот и соработка, подеднакво на сите граѓани овозможија да се одржи за прв пат ваков настан, што веруваме дека ќе допре до сечие срце. Потоа огромна благодарност изразуваме и кон нашиот сепочитуван митрополит на Дебарско-Кичевската епархија, господин Тимотеј, кој како наш драг архипастир се грижи за благоустројството во храмовите и за духовното здравје на својата паства, и затоа го просиме неговиот свет благослов. Синовски му благодариме и на нашиот почитуван духовен раководител и старец, епископот Антаниски, господин Партени, игумен, игумен на свештената Бигорска обител, воедно и наш учител во доброто, убавото и возвишеното. Тој е наш двигател и наша инспирација, а воедно и иницијатор за денешниот прекрасен настан. Во екот на воскресенското веселие продолжуваат пасхалните восклици и ги исполнуваат со невоземна радост срцата на верните. Светлозарната и божествена радост од воскресението на Спасителот не повикува на секојдневно славословење и торжество, вознесувајќи го нашиот душевен поглед кон рајско веселие. Затоа и ние, потикнати од разеленетата гора, од раскошните цветови, од распеаните птици, посакавме радосно да го прославиме животот и да му одадеме почит секој на свој начин. По тој повод, најпрво од рацете на најмладите од музичката школа Mini Musicians, на професорот Бојан Ѓошич, ќе бидат изведени дел од најпознатите класици на врвните музичари Шопен и Бетовен. Концертот ќе го отвори младиот музичар Лука Лазарески со изведба на познатиот пролетен валцер на Фридрих Шопен.
Izveden od strana na Petar Ličovski.
Следно, радоста на воскресението ќе не биде пренесена од страна на младата Касијана Матеска со изведбата на валцер во Амол од Фридрих Шопен. Музиката како божествено наследство на човечкиот начин на изразување е најубава кога се изведува со најсовршениот музички инструмент, човечкиот глас. Па токму затоа следно Христовото воскресение ќе биде прославено и воспено со гласовите од хорот на младите и талентирани ученици од Основното музичко училиште доктор Владимир Полежиновски, кои ќе ни испеат славие подобно на ангелите кои го воспеваат Христовото воскресение на небесата. Следува изведбата на познатата стихира која се пее во ноќта на воскресението. Воскресение Твое, Христе, спасе.
Ангели поют на небесе и нас на землі сподоби чистим серцем Тебе Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небесе и нас на землі сподоби чистим серцем Тебе Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небесе и нас на землі сподоби чистим серцем Тебе Големо духовно веселие причинуваат празниците на големите и омилени се народни свети, чие што благодатно присуство во црквата е мощно, силно и впечатливо. Еден од нив е светиот великомаченик Георги Победоносец, чиј спомен најчесто се празнува во великденскиот период и ја надополнува пасхалната радост. По тој повод, радоста и благодарноста на нашиот народ за моќното застапништво на Свети Ѓорги низ песна и оро ќе ги изрази културно-уметничкото друштво Бисерот Кичево, кое обстојува на нашите простори уште од 2003 година. Тоа ќе ги изведи познатите ѓурѓовденски сплет и копачија. Следува изведбата на ѓурѓовденскиот сплет и копачија.
еден посебен музички жанр со кој нашиот народ ги изразувал своите чувства, некогаш болки и страдања, друг пат пак својата радост и славие по некој повод, е чалгијата. Чалгијата во Македонија има повеќе вековна традиција. Еден од најпознатите и може слободно да се каже препознатливи заштитници и одржувачи на чалгијата во Македонија во наше време е групата Чалги и Мерак. Оваа група е сочинета од неколку врвни музичари кои што следно на наше огромно задоволство со звуците на своите инструменти најпрво ќе ни ги изведат касапското оро, а потоа заедно со нашиот возлюбен пријател Ламбе Алабаковски ќе исполнат две народни песни од овие краишта кои што се особено омилени во народот и истиот секогаш ги пеел. Тоа се песните Се собрале комитите и песна за Христо Узунов. Во продолжение следува нивната изведба.
I tamo je moja rodina, daleku Makedonija, ja sakam tamo da zaginam, a ti me zabravi zavek. Ja sakam tamo da zaginam, a ti me zabravi zavek. I tamo je moja majka, i tamo ima Božji svet. Ja sakam tamo da zaginam, a ti me zabravi zavek. Ja sakam tamo da zaginam, a ti me zabravi zavek. Ne plači, mila moja majko, ne roni sozi krvavi, ako Hristos unov padna, na vrago živ se ne dade. Ako Hristos unov padna, na vrago živ se ne dade. Sestrite, nema da mi dojda na moj grob osamoten, i majka nema da mi ide
ne žali, mila moja rodino, i site mi drugari moj, ako Hristos unov padna, na vrago živ se ne dade. Ako Hristos unov padna, na vrago živ se ne dade. Se sobrale comitite, se sobrale comitite, che mi oda suo pole, che mi oda suo pole, napred odi vojvodata, napred odi vojvodata, vojvodata, Jordan piperka, vojvodata, Jordan piperka. Che mi facat metelizin, che mi facat metelizin, che gocegat alil pasha, che gocegat alil pasha. Что я граби, руса стойна, что я граби, руса стойна, руса стойна, od Malocersko, rusa stojna, od Malocersko.
Ajda slezime dolu brezovo, ajda slezime dolu brezovo, da go venčame Alil Paša, da go venčame Alil Paša, za nevesta ostra sabja, za nevesta ostra sabja. Благодарам. Секоја твар просветена од живоносното воскресение Спасителово, со сите своји сили и секоја на свој начин го прославува Христа, која победи смртта и на човекот му го врати достоинството, а на природата незиниот спокој и поредок. Заради тоа во продолжение нашите срца ќе бидат развеселени од хорот по источно црковно и традиционално пеење во придружба на Чалги Мерак и Ламбе Алабаковски. Овој хор беше основан пред скоро една година во оваа Дебарско-Кичевска епархија, возглавена од почитуваниот митрополит господин Тимотеј, по желба и иницијатива на игуменот на Бигорскиот манастир, епископот Антаниски, господин Партени, а го носи името на големиот духовен великан митрополит Козма Пречистански. Од нивните усти најпрво ќе ни биде испеана каландата за Свети Лазар, чие што воскресение по гласот Господов ни ја утврди верата во општото воскресение. Следува изведба на каландата за Свети Лазар од страна на хорот по источно црковно и традиционално пеење митрополит Козма Пречистански.
Na smrтта празнуваме умртвување, адово разрушување, на друг вечен живот почеток и му пееме на виновникот, единствениот благословен Бог на отците и препрославен. Радосно го спеваме во пасхалниот канон. Торжествува сега целата земја огреана од животворните зраци на Христовата победа. Неговата љубовна преградка има моќ да ги стопли и возрадува сите срца, да го посети секој дом, да внесе утеха и надеж, светлина и мир. Во духот на ова пасхално славје следува изведбата на дел од пасхалниот канон. Пасха, Господова Пасха,
Победоноше vojniku, Sveti Georgij slaven, naoružan so meč dvoraka i so zlatno kopje. Naoružan so meč dvoraka i so zlatno kopje. Angel ko štiti i ne pazi, Svetija Božji ti si. Moli me, pomogni mi, pobedonoše sveti. Moli me, pomogni mi, pobedonoše sveti. Od zmejo to i div zver, strašen po svojot izgled. Kako žrtva zema čovek se tvoje novo utro. Kako žrtva zema čovek se tvoje novo utro. Sa ledem patne da doa, žrtva zada se hrani. A dobra voda ne pušti, na luke toka pušti. A dobra voda ne pušti, na luke toka pušti. Zato až drepka frlija, vrskogo ke se padne. A odi da prinese, kerka na zmejo straše. A odi da prinese, kerka na zmejo straše. Ždrepka ta padna nesretno, na carevata kerka. Tamka si jedinica, kolika mnogo krasna. Tamka si jedinica, kolika mnogo krasna. Na mermerok od bunarod, prlija pije lanec. Brza devojkata, em nesvekna, em lična. Ja brza devojkata, em nesvekna, em lična. Sveti Georgij doslušna, posaka da ja spasim. Zverodaja izbavi, na zverodaja vrati. Zverodaja izbavi, na zverodaja vrati. Koji li je ovo junak, radosno carod praša. Dobrina mi napravi, za bogatoga Vukana. Dobrina mi napravi, za bogatoga Vukana. Od Kapadokija sum dojden, me vikat Georgij. Zagađa me nagradiš, ti zgradi mi crkva. I za odesno stavi Bog, prečista kao nebo.
Hristos voskrese iz mrtvih, smrti usmrt poprav i suštim vo grobe život daruvan. Isti anđel se dekoraš, me vdeća, vdećeške li, edeta varos orbe, vjetan ufani. Pobedonoše vojniku, Sveti Georgij slaven. Angel koji štiti i ne pazi, Svetija Božji ti si. O zmejo koji div zver, strašen po svojot izgled. Salelem pak
падне. Штрепката падна нестрекно на царевата кирка. На мермерот от бунарот врлија ти е ланец. Свети Георги дослушна посака да ја спаси. Кој ли е овој јунак, радосно царот праша. Добрина ми направи за богато да му платам. Добрина ми направи за богато да му платам. Од Кападокија сум дојден, ме викаат Георги. На вечерието на овој великденско-ѓурѓовденски концерт сакаме да упатиме на огромна благодарност кон сите што се вложивте и овозможивте да се оствари овој настан, како и кон сите присутни кои што за нас бевте особена радост и ви посакуваме радоста на Христовото воскресение секогаш да ги весели вашите срца и срцата на вашите ближни. На крај, имајќи ги на ум зборовите на светиот апостол Павле кој вели: помнете ги и вашите учители, што ви го проповедаа Словото Божјо и имајќи го пред очи исходот на нивниот живот, подражавајте ја верата нивна. Од името на сите нас организатори и учесници на концертот, би сакале од се срце уште еднаш да и се заблагодариме на личноста, учител, духовниот наш татко, великанот на нашите срца, без кого ништо од сето ова немаше да биде, нашиот возлюбен старец, епископот Антаниски и игумен на свештената Бигорска обител, господин Партени.
што ни ја покажавте љубовта Христова која го промени овој свет, што направивте да сватиме дека иако овој свет многу страда и сите без разлика на нивната верска, национална и социјална припадност страдаат, сепак заради Христовата љубов тој може да биде многу радосен и сите и секој ден сме повикани да ја живееме паскалната радост. Ви благодариме за безрезервната ваша љубов и поддршка без која сето ова немаше да биде. На многаја лета наш возлюбен старецу. По тој повод би сакале од наше име и од името на нашиот хор митрополит Козма Пречистански, кој заради вашата љубов, по вашите молитви и по вашиот благослов постои, во знак на искрена благодарност да ви дадеме еден скромен подарок, медальон со логото од нашиот хор и благодарствена порака. Секако не сум толку заслужен. Ви благодарам за подарокот, особено за овој најубав прекрасен дар што го гледаме пред нас, хорот на црквата Свети Петар и Павле, кој го носи името на славниот митрополит Дебарско-Кичевски Козма Пречистански, кој почива во манастирот во Пречиста. Еве денес, овој неделен ден беше посветен од страна на црквата на светите жени мироносици и е особен ден за радост на жените, бидејќи овие жени кои беа ученички Христови први се удостоија да го видат воскреснат нашиот Спасител. Гледајќи го хорот, се подсетив на жените мироносици и реков, еве може би 2 пати повеќе се од мажите. Секогаш жените се такви, бидејќи прво со срце пристапуваат и деновиве размислувајќи за неделата на жените мироносици, си реков, многу пати народот знае да каже, мажот е глава на семејството, а можеме слободно да кажеме дека пак жената е срце на семејството. Бидејќи и не случајно први благовесници на воскресението се токму жените. Светото предание вели дека Христос најнапред на неговата мајка Богородица и се јави, според преданието, а пак во Евангелието е запишано дека жените мироносици го видоа први воскресението. Така што жените нека благовествуваат секогаш како жените мироносици и тие од хорот и вие другите, хорот да нарасне повеќе и со мажи апостоли. Та в година хорот да не биде поголем. Во ова прилика сакам особено да се заблагодарам на мајка
Харитина. Сестринство, заради нивното послушание, што заради нивниот подвиг и љубов и трудот што го вложуваат во светиот наш голем манастир Пречиста, еве денес ги имаме овие духовни плодови. Да ја молиме Пресвета Богородица, нив да им дава сили, да издржат на подвигот и да ги умножи Господ со уште сестри, а верата во овој град и во целата наша татковина уште повеќе да расти. Да сте живи и здрави. Христос воскресе! И јас сакам да се придружам кон честитките и убавите зборови за виновникот, за човекот кој е виновен за враќање на источно црковното пеење во нашите храмови и да им изразам огромна благодарност на нашите професори, псалтите Димитар, Христијан и Филип, кои со благослов на старецот го вложија огромниот труд, целосна посветеност и особена љубов за овој хор. Затоа да им искажеме голема благодарност од името на хорот, со мали и пригодни поклони, а истовремено да го повикам иеромонах Анатоли Бигорски и да му изразиме огромна благодарност за неговата огромна љубов и труд. Од името на сите нас ве поздравуваме сите овде присутни со најрадосниот поздрав. Христос воскресе! Христијун ѓал!